Господине премиер Заев, вие во вашата изјава кажавте логично е, честно и одговорно пред било кој инвеститор да ги кажеме сите информации мислејќи на истрагата. Но Законот за кривична постапка, член 289, кој што и вие како премиер треба да го почитувате, говори за тајност на предистражната постапка. Сите действија преземени во предистражна постапка од страна на јавниот обвинител или на полицијата се сметаат за тајни. Она што вие сега го кажавте, дека вие на првиот состанок рековте, тогаш научив на првиот состанок, парафразирам, одржан помеѓу вас, странскиот инвеститор, шведскиот амбасадор, министерот за здравство и директорот на Фондот за здравство Ден Дончев, тогаш научив дека постои истрага. Тоа значи дека ако не вие, тогаш вашите соработници, министерот за здравство или директорот на Фондот за здравство, го прекршиле Законот за кривична постапка член 289 и предистражната постапка која што треба да е тајна и која што тие и да ја знаеле не треба да ја соопштуваат, ја соопштиле и со тоа действувале против законито. Исто така, во Законот член 299, тајност на истражната постапка, предвидено е дека тајната мора да се зачува за да се заштити личниот семејниот живот на оштетениот или на осомничениот, без разлика за кого станува збор. Тоа покажува дека вие како премиер, министерот за здравство и директорот на Фондот за здравство или не сте го знаеле законот кој го прекршувате, или свесно сте го прекршиле законот со тоа што сте оддале тајна дека се води предистражна или истражна постапка за одредена фирма, за која што е многу сомнително како после известно време, толку дарежливо, се исплаќаат големи фактури, ако има било какви сомненија, и што буди сомнеш дека тие исплаќања брзи на големи фактури не се поврзани со финансиска дисциплина, туку се поврзани со одреден интерес некој да добие дел или процент од тие исплати на фактури. Но нека си го докаже тоа обвинителството и судството, но вие како премиер треба да знаете дека не смеете да оддавате информации за предистражни или истражни постапки. Еднаш ви се случи, самиот на ТВ24 кажавте дека за одредени двајца високи владени функционери сте кажале дека се води истражна или предистражна постапка, па тоа го прекинало случајот кој што можел да резултира со нивна вина или со презумпција на невиност. Како и да е, не сум задоволен од одговорот, затоа што прекршувате член од законот кој што треба да го почитувате и немам дополнително претенечко прашање. Благодарам.